вечер од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски. Чешкиот премиер Јан Фишер рече дека американскиот претседател Барак Обама го информирал дека Вашингтон нема да го гради планираниот противракетен штит во Источна Европа. На другиот крај од светот во страотен самоубиствен бомбашки напад во главниот афганистански град Кабул. Најмалку 6 италијански војници загинаа, десетина се повредени. Почнуваме со вестите. Представници на американската одбрана велат дека администрацијата прави големи промени на плановите за ракетен одбрамен систем во Полска и во Чешката република. Портпаролот на Пентагон Джеф Морел вели дека промената е подобро да ги заштити американските сили во Европа од иранска закана на ракети со куз и среден дострел. Тој изјави дека САД заклучиле дека Иран е помалку фокусиран на развивање проектили со долг дострел, што било главна причина за развивање на системот. Претходно чешкиот премиер Јан Фишер изјави дека американскиот претседател Барак Обама во телефонски разговор доцна во средата го информирал дека САД нема да го градат системот. Поранешниот американски претседател Џорџ Буш предложи поставување и пресретнувачи на проектили во Полска и радар во Чешка, како одбрана против иранските проектили. Во Москва, портпаролот на Руското министерство за надворешни работи изјави дека неговата држава ја поздравува таквата промена. Русија планираниот систем го нарече закана за руската безбедност. Во масивен самоубиствен бомбашки напад во главниот град на Афганистан Кабул загинаа најмалку 6 италијански војници и 10 цивили. Официјални лица соопштија дека автомобилот, натоварен со експлозив, удрил во 2 италијански војни возила од конвој на НАТО на пат кон аеродромот во близина на американската амбасада. Талебан ја презеде одговорноста за нападот. Сведоци велат дека возила за брза помош веднаш интервенирале на местото на инцидентот, од каде излегувале големи облаци чад. Италијанското министерство за одбрана рече дека покрај загинатите имало и 4 повредени. Сведоци велат дека неколку возила се уништени во експлозијата, вклучувајќи најмалку едно оклопно возило со италијанско знаме. Афганистански официјални лица пренесоа дека десетина цивили се повредени. Американскиот претседател Барак Обама одржа олимписки собир во Белата куќа да ја зајакне поддршката за градот Чикаго и неговите напори да ја добие кандидатурата за домакин на летните олимписки игри во 2016-та. Обама пред олимпици, параолимпици, локални ученици и политичари поддржувачи. Најави дека ако победи Чикаго, градот ќе направи Америка горда и Америка ќе го направи светот горд. Меѓународниот олимписки комитет ќе го избере градот домакин на Олимпијадата на 2 октомври во Копенхаген. Председателот нема да присуствува на изборот, но ќе испрати првата дама Мишел Обама, која ќе предводи американската делегација. Чикаго е во силна конкуренција да ја добие кандидатурата со Рио де Женеиро, Мадрид и Токио. Актерот Патрик Свејзи, кој во понеделникот почина по скоро 2-годишна битка со рак на панкреасот, беше познат по улогите во Балканиот танц и во дух. Во следниот прилог ќе чуеме дека ракот на панкреасот често се открива предоцна за лекување. Патрик Свејзи почина од рак на панкреас на 57 години. Во телевизиско интервју за ABC по диагнозата, Свејзи кажа дека очекува долга и тешка битка. Тоа е битка што ќе ја добијам според одредени правила. Победата за мене е не предавање. Свејзи направи се што можеше да го сврти вниманието на ракот на панкреас и побара од Конгресот да одобри повеќе пари за истражување на болеста. Најголем дел од луѓето со рак на панкреас умираат во рок од 2 години од диагнозата. Доктор Мохамед Калан од школата за медицина на Универзитетот Џорџ Вашингтон вели дека овој вид рак е тешко да се диагностицира. This is a deep-seated organ. Ова е орган длабоко поставен и тумор на панкреас може да достигне значителна големина пред пациентот да почувствува некакви симптоми. Доктор Калан вели дека ракот на панкреас не се покажува во тест на крвта. Ако се открие во рана фаза, операција може да излекува мал број пациенти. За жал, само околу 20% од пациентите се кандидати за операција во време кога е направена диагнозата, вели доктор Калан. Причината за појавување на овој вид рак не е позната.
Студија, објавена во јуни во журналот на Американската медицинска асоциација, најде дека овој вид рак е почест кај мажите отколку кај жените. Исто така, почесто се јавува кај пушачи и кај луѓе кои се гојазни. Во автобиографија, што треба да излезе од печат следниот месец, Свези зборува за својата борба со болеста. Во продолжение на News Flash, во сегашната актуелна економска состојба, кампирањето е попристапна алтернатива за патување, меѓутоа кампирската опрема е поскапа. Еден камп во близина на Вашингтон нуди алтернатива. Погледнете за тоа. Неколку часа пред гостите да пристигнат во кампот во Мериленд, менеджерот Розмари Николс и асистентката Лин Данкан проверуваат дали се е подготвено за нив. Не би го нарекла ова луксузно кампирање. Го обезбедуваме само основното. А тоа значи шатори, столици, светло и печка на пропан за готвење. Програмата е одлична за оние кои првпат кампираат. Децата се свртени кон видео и компјутери, а сето тоа е внатре. Немаат многу надворешни активности и поврзување со природата, вели Николс. Според истражување од 2008-та, американците се повеќе време минуваат по активности надвор, како што е кампирањето, но децата не го следат трендот. Нивното партиципирање опаднало за 7% во споредба со претходната година. Овие девојчиња се исклучок. Лора Смит, 12 години, веќе има 5-годишно камперско искуство. Таа вели, кампирањето е забавно, но и дава и чувство на постигнување. Некои се плашат од бубачки, од оган или приготвување храна. Јас можам да кажам, сум го направила тоа. Джим Хопкинс е исто така искусна, но по 6 часа возење до кампот Литл Бенет и олеснало кога видела дека не треба се да прават сами. Долго кампирам. Сакам да ги слушам звуците на ноќта и да се будам надвор, но убаво е кога некој друг ќе го постави шаторот. Хопкинс вели дека би сакала повеќе кампови да го прават тоа. Утре во Newsflash. Како да продолжат вселенските летови? Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Најнови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.